А сега еден убав опуштен утрински разговор ќе имаме со Петар, кој што ете стручно ќе ни објасни некои информации за кои што па и се шпекулира, за кои што можеби знаеме, не знаеме, сите оние кои што добро ќе ни дојдат за доколку патуваме летово со своето возило надвор од нашата земја, па и во нашата земја. Генерално ќе зборуваме и за тоа на што треба да се внимава што се однесува до оној сервисен дел за возилото, но ќе се насочиме и на она што реков, затоа реков се шпекулира, дали се потребни посебно во Грција меѓународните возачки, како се вадат, што се е потребно, нели, и околу осигурањата. Ето имаме ситуации каде што гледаме колку е вистина, колку не, во тоа не намлегуваме, но нели кражби, па обивање, кршење на стакла, што во тие ситуации, какво осигурување ни е потребно, што се однесува до она што во вашиот технички сервис, нели, луѓето го бараат и им го препорачуваат. Па добре дојде. Добро ве најдовме. Мило ми е што сум тука и што можам да присуствувам на утринската програма. Благодарам исто така и затоа што се одзва на поканата, бидејќи навистина е актуелна оваа тема, нели, пред војкот на новата летна сезона, сите некако сме во дилеми, а и од целата таа гужва, хаос, пакување, нели, и организација, некогаш и подзабораваме на што треба највеќе да внимаваме, а кога се работи за возилата, сепак тоа е безбедноста. Каква е ситуацијата кај вас во технички овој период од годината, односно летото? Дали има поголема фреквенција на луѓе? Дали во последен момент на нашите луѓе им текнува? Дефинитивно фреквенцијата е многу зголемена во сите 4 станици на линија што ги имаме. И сега фреквенцијата лето како лето е секогаш зголемена, само се кочи малку со одморите, нели, кои што сите мора да ги земеме и сите да одиме на одмори, исто така и на МВР шалтерите што се. И не само кај нас во технички, туку во сите технички прегледи се земаат сега у ист период одмори и нели последниот дел од таа регистрација на нашето возило е печатот кој што ние го добиваме од страна на шалтерот на МВР во сообраќајната. И тоа кочи и се од еден технички се оди во друг, па во трет, па во четврт, дури да се најде каде има нели МВР за да се финализира. И сега во еден технички у регион, ако има МВР, онда еден шалтер од цел регион. И тука се прави гужва и само на МВР шалтерот, но и на текот нели на нашата работа на технички преглед, поради тоа што има големен многу. Но тоа не зависи од нели техничката служба, бидејќи тоа си е шалтер на МВР, МВР си е одговорен за вработениот таму. Да, обично е еден шалтер во секој технички. Тука е проблемот ако нели е скратено работно време заради одмори, посебно сега овој период и баш заради тоа се создаваат тие гужви, тој меташ. А што се однесува до вашите шалтери? Верувам дека се регуларно нема. Нема. Цело време има некој кој што може да услужи. Сега ако не се две вработени, може да биде една, но пак нели се тера тоа, нема никаков застој од наша страна. Сега, она што исто така не интересира е, кога сме веќе кај техничкиот преглед, редовниот го правиме сите, но некако не наоѓаме време за технички преглед пред само заминување некаде на пат, некако сите мислиме дека нема потреба од сето тоа, нели дополнителен трошок кој како ќе искалкулира. Има ли дополнителен, колку е тој трошок, дали треба да се доаѓа, на што треба да се внимава, што треба да се прегледа? Тука не се само гумите, моторот, клима уредот, нели и така натаму. Кај нас генерално се прегледува кочниците како најбитни. Што фршајвната, нели, ако е пукната негдека, тоа е многу голем проблем, многу лесно може тоа едно мало камче да пукне и да се скрши. Исто така светлата се многу битни. Моторот и климата ние не можеме да ги провериме, да ги утврдиме нели дали е окей све, но за тоа кочниците, целиот состав на кочниците на орозола тоа на колата што нели ние не го гледаме, не знаеме дали е исправно, дали не, јавоочниците дали се пропукнати, дали се изместени, сите тие работи можеме да ги провериме и со. И колку трае еден таков технички преглед? Дали ќе одземе многу време на еден граѓан? Со ова сакам да ги нели убедиме сите за безбедно да си заминат на одмор и да се вратат. Генерално без проверка на издувни гасови, која што сама по себе треба да трае 15 минути. Тој е другиот преглед, нашите нели стручни лица
на технички преглед може да го утврди тоа отприлика од 15 до 20 минути максимум. Да, добро. Не Со прашам убава за цени, тоа детална, да. веројатно зависи од што се прегледува, како се онади, ќе се јават и ќе се информираат. Она што исто така навистина многу не интересира е меѓународната возачка за која што многу се шпекулира, по порталите се пишува посебно од 1 јуни дека во Грција на тоа треба навистина да обрнеме внимание, дека можеби на граница нема да ни побараат, не можеби, него не ни бараат меѓународна возачка, но затоа доколку не се опре полицаец, а сме во Грција или во друга земја надвор, може да не казни, а ваму глобата е 200 евра конкретно за оваа земја. Точно. Јас Каков е лично, интересот за вадење на меѓународни, какви се точните информации, што се е потребно за вадење на меѓународна и после малку ќе потпрашам и околу стариве возачки, дали доколку ја имам стара возачка можам да извадам и како тоа да го регулирам. Процесот на варење на меѓународна е многу едноставен. Потребни се само две сликички во форматот 45 на 35 мм и со тие сликички и со сега зависно дали сакате може документ за идентификација или пасош или лична карта и ви треба вашата возачка, нели, дозвола. Значи треба возачката или лична или пасош. Или пасош, да. Само со возачка не можам да извадам, Само со возачка не. карта, Не, мора да има некој документ за идентификација. Добро. И сега кај нас на шалтерите на МВР се проверува дали лицето кое што нели сака да извади меѓународна возачка дозвола има некакво прекршување или некоја забрана за управување на моторно возило во друга земја. Доколку има таа ако има во нашата земја некаква забрана, казна, ако има забрана не може да, ако му е забрането да искочи од нашата, воопшто не може, да. Нема да вози. Доколку има, да речеме, некоја држава во која што има забрана од таа конкретна држава, на самата меѓународна си има полиња каде што се пишува, нели, таа држава, од каде, нели, каде има забраната да се вози. Таа генерално се изработува за 15 минути. Ништо комплицирано. Кај нас на шалтер, нели, го прават најефикасно и најубаво све тоа и Таа важи 3 години. 3 години важи, да. Малку се покачија цените, но како и со вадењето на документи отидоа трошковите, нели, непланирани, но она што е битно да се знае, дека ако имам јас стара возачка, како што имам, не можам да извадам меѓународна возачка и да сакам со старата возачка, затоа што оваа ја нема северна, нели, а ова меѓународната треба да има. Значи треба да чекам новата возачка да ми дојде и ја ништо не правам. Добро. А што се однесува до оние кои што имаат стари меѓународни возачки, да речеме, извадиле пред 2 години со без северна. И тие не важат со, нели, со самото неважење на старите возачки дозволи и тие се поништуваат на иако имаат изваден. Иако имаат извадено, да. Добро, тоа повторно на она дополнителните непланирани трошоци, колку документите и сето тоа. Да. И зелениот картон веројатно исто. Зелениот картон се поврзува со полисата која што ја вариме ние, така што нема врска со документите, нели, кои што ги имаме. Со регистрацијата има врска? Со регистрацијата, полисата, нели, што ја вариме со секоја регистрација, таа полиса ни е осигурување за во нашата земја, во матичната земја во која што се изработува и која што се вари таа полиса. Сега таа полиса за да важи во друга држава, мора да има некое оправдување и тоа оправдување тој самиот зелен картон. Зелениот картон се поврзува со полисата и овозможува на полисата да функционира како што функционира кај нас во странство. Значи тоа значи дека осигурувањето во кое што ние ја имаме извадена таа полиса за нашето возило, се согласува дека таа полиса ќе ни важи, нели, во друга држава. Сега сме кај осигурувањето. Реков и спомнав во најавата, има ситуации посебно, нели, на социјалните мрежи, такви каде што некому му скршиле стакло, дали за обивање, дали му се случила несреќа по патиштава, нели, рековме од камчиња и така натаму. Какво осигурување препорачувате вие најдобро за да некој доколку патува со своето возило надвор од Македонија би му било добре дојдано, нели? Каков тип на осигурување, како да се заштити во тој поглед и што да направи во таква ситуација? И со оштетено стакло конкретно, но и во ситуација со несреќа или со некој проблем со возилото.
Помна во несреќа. Сега меѓународната е тука многу важна за несреќа во странство, поради тоа што во странство во нивниот систем за полиција за внатрешни работи, нели? Они немаат информации за нашите возачки дозволи. И сега таа меѓународна возачка дозвола е на светско ниво. Тука нели се повикуваат на таа меѓународна возачка и можеш да утврдат нели кој учествувал во сообраќајката или во незгода или во било што. А кога сме во Значи, уште еднаш само, извини што дам ти си ја мислата, доколку немаме меѓународна возачка, доколку не дај Боже ни се случи некаква несреќа, ние како да немаме документ. Да, точно. Точно. Не ни важи она што имаме од нашата земја. Да. Добро? Кога сме кај осигурувањето имаме многу различни опции и многу различни типови на осигурување и многу различни компании. Но што се препорачува? Сега ние можеме нели фул каско или основно и така натаму. Што е најубаво вака според ваше искуство дека треба да извадат како осигурување? Конкретно во наша држава полицијата која што ја вадиме е сосема окей за нели нормален тек на работа. Сега како што беше невреме во пример пред неколку дена. И вчера. Да. Доколку ние немаме каско или немаме осигурување за непогодби некои такви кои што не можеме нити да ги предвидиме нити нешто, самата полица ништо нема да ни покрие тоа и треба сами да си ја обештетиме штетата на некој начин. Да. А каското, сега и за каско не можам да кажам конкретно, поради тоа што и тоа има многу различни. Да, има различни компании, различни опции, јасно. Франшиза, фул Но каско. имаме опција како каско, фул и основна опција. Нешто да штиклираме ова сакам, ова не сакам, како дополнително нема, освен дали за патниците, нели тоа знам кога регистрираме. Конкретно тоа со агентот од дали од брокерско друштво од кај нас или директно од компанија, ти кажувате вашите потреби и што ви треба зашто сакате да го извадите тоа осигурување и они ве насочуваат на најдобрата опција, која што нели на вас ви треба. Има некаква поддршка, да речеме, каде да секогаш имаме, нели, не фаќа паника кога нешто ќе ни се случи, каде да се обратиме? Имате ли таква можност кај вас конкретно? Кај нас не. Тоа каско осигурување треба за да се активира, треба нели да има полиција, МВР да има евиденција и да се направи записник за тоа каско осигурување да може да биде прифатено. Од кај нас ние само одлучуваме кој е нели агентите кај нас што се од брокерското друштво одлучуваат кој каско најмногу или кој осигурување најмногу ќе ви одговара. После тоа немаме никакво осигурителната компанија комуницира, превзема и ги тера работите, да. Добро, верувам дека успеавме да одговориме на многу прашања кои што вака нели на нашите граѓани им се во глава пред патување. Ќе им посакаме да си имаат убаво патување безгрижно, без никакви проблеми од овие кои што ги споменавме, а за да тоа не се случи, посебно внимавајте на документите и информирајте се убаво пред да заминете посебно надвор од нашата земја, нели? Што се ви е потребно и што се можеби треба да обновите. Благодарам многу. Убаво лето, мирно лето и да успеете да ги обслужите сите оние кои што ќе се обратат во овие гужви летни. Се гледаме пак. Се гледам. Одиме со реклами, па првите утрински вести во 8:30, па продолжуваме со утринската до 11. Бидете со нас.